Се наоѓаме на железничката станица Скопје, перон 1, а ова позади мене е стариот воз од 50-тите години, кој што сега е реставриран и тоа со прекрасен повод, а тоа е оваа година Дедо Мраз во Скопје да стаса со воз. Овој вагон порано бил користен како вагон-ресторан и бил уреден во стилот на Ориен експрес, а специјално за новогодишната представа Дедо Мраз доаѓа со воз, сега е облечен во новогодишно руво. Токму затоа и дојдовме тука, да погледнеме како изгледа сега вагонот внатре. Еве сме во вагонот кој што некогаш во минатото бил ресторан за патниците кои што се возеле со возот. А сега овој вагон блесна во новогодишно руво. Ванчо, за релативно кратко време успеавте да го реставрирате возот, односно овој вагон, а и локомотивата. Како течеше работата и како всушност се одвиваше тој подготвителен период за да се адаптира овој вагон за една новогодишна детска представа? Вака сега, ние како што се договаравме уште летоска за оваа идеја да направиме мислам за нова година, бевме отидовме да видиме со што располагаме. Значи, музејската поставка што ја држам јас моментално, не ни беше доволна и сакавме уште нешто да додадеме плюс. Отидовме во Македонски железници АД транспорт и таму ја видовме парната локомотива и наредени позади парната локомотива уште неколку вагони кои беа оставени така на завод на времето, кои ги видовме и едноставно колегите сега моментално што работиме се одушевија од нив. И рековме, ајде да почнеме да земеме еден вагон, да го приспособиме, локомотивите и да почнеме со работа. И им дадовте нов живот, блесна во ново руво. Колку луѓе работевте на тоа реставрирање, ајде така да кажеме? За многу, ние дури се чудиме за многу кратко време успеавме овој вагон. Овој вагон е внатрешниот дел е направен по терк на Ориент експрес. За меѓународни патувања, кој патувал например од Атина до Венеција, од Истанбул до Лондон и така. Овој вагон е изработен 50-тите години, кој се обраќал за меѓународни патувања, значи од Атина до Венеција. Беше малце, како да ви кажам, беше растурен, ама ние успеавме некако во рок од 2 недели да го приспособиме. Внатре беше прилично добро, ама од надворешно беше малце уништен, па уменувавме и лим и за да го приспособиме и го фарбавме. А работиме тука околу 6 луѓе. Од утро до мрак. Баш од утро до мрак. 24 сати нон-стоп. Секако нов сјај доби и старата парна локомотива. Од кога е таа и што е специфично за неа? Вака сега, таа локомотива е произведена за време на измеѓу двете светски војни, 42 година од минатиот век. И таа е серија 33 назначена на ЈЖ, а претходно била серија 52. Германска локомотива е таа и произведени се 6000 локомотиви за специјални намени. Подоцна
после Втората светска војна Југославија ги има земено преку, мислам, околу 200 локомотиви како воена оштета. И тие крстареле на овие простори. Значи локомотивата е тежина со 150 тони заедно со тендерот кога е наполнета со вода и јаглен. Иначе максималната брзина на таа локомотива достигнува до 80 км на час. Овој вагон, значи и парната локомотива се еден дел од проект кој сакаме да како историски значи артефакти кои ќе влезат во идниот железнички музеј. Иначе целта на ова збеднување сега што го правиме е децата да се запознаат со историјата на железничкиот сообраќај. Па има деца, например, до ден денеска што нема дојдено да видат во живо воз, а камоли да се возат. И еве сега можност да дојдат и да видат што значи железница. Премиерата на по многу нешто уникатната детска театарска представа со наслов Дедо Мраз дојде со воз, ќе се случи на 23 декември со почеток во 19 часот тука на перонот 1 токму во овој вагон. Поголемиот дел од представите се веќе распродадени, но се уште има слободни термини на 26, 27, 28 и 29 декември. А да слушнеме сега како всушност се роди целата идеја за една ваква необична театарска представа. Здраво! Здраво, Ирена. Поздрав до сите гледачи. Како ја замисливте представата и како дојдовте на идеја Дедо Мраз да дојде со воз? Навистина не беше тешка задача. Ние претходно со јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура имаме соработка на ниво на училиштето за театар од игра до представа. Буквално требаше само да ги споиме нашите ресурси, значи креативниот потенцијал со кој што располагаме ние со нашите ученици и целата позадина како креатива, со Македонски железници инфраструктура и АД транспорт, кои што со ресурсите со кои што располагат и да создадеме една магична приказна. И навистина не е многу тешко кога имате воз, Дедо Мраз, само да ги споите и да создадете еден нов мултимедијален проект. Проектот ќе се одвива во неколку фази, односно децата што ќе бидат во публика на оваа представа ќе имаат можност да добијат цела една прошетка тука на железничката станица. Токму така, проектот не станува збор за класична театарска представа, концепцијски проектот е замислен како забавен парк, значи пред се проектот започна како што кажа во музеот, односно музејската постановка на Македонски железници, со наслов Зошто Дедо Мраз го избра железничкиот сообраќај. Тука веќе започнува онаа представа и наративната содржина на приказната зошто Дедо Мраз оваа година заради временските услови не може да патува, за жал, со неговите ирваси и со санката, и поради тоа го одбрал нормално најсигурното и најбезбедното патувачко средство, сообраќајно средство, тоа е возот. Во неговите патешествија ќе се случуваат секакви перипетии. Всушност представата говори за тоа дека со што се соочува Дедо Мраз на пат до железничката станица во Скопје од Лапонија. Нормално да не откривам премногу на гледачите, може да дојдат да ја погледнат представата. Само да додадам секако дека целиот проект не завршува со таа театарска представа, туку на перонот број 1, каде што ќе има разглед на божикниот новогодишен воз на Дедо Мраз, каде што и всушност се наоѓаме, и тука ќе може да чинете нормално да го поздрават Дедо Мраз, да се сликаат со него и да уживаат во празничната атмосфера. Може ли да ни откриете во присрет на премиерата која е актерската екипа и кои се всушност беа главните двигатели во придвижување на оваа идеја да се создаде една ваква театарска представа и можност истата да биде одиграна на железничката станица? Така, значи организатори на овој проект се училиштето за театар од игра до представа во соработка со јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура и АД Македонски железници транспорт. Представата е во режија на Игор Ивковиќ.
Целиот проект е комбинација од професионални актери се вклучени во представата, тоа се Дарко Велич, Тодор Стојковски, Ведра Димова, Александар Спировски и Мила Трајковски, додека во останатиот цел просторни железничка станица актови нормално ќе имаат нашите ученици од училиштето за театарот и градопредстава. И станува збор за еден голем проект во кој што целиот креативен потенцијал со кој што располагаме буквално го вклучивме во овој проект. Со оглед на тоа дека уште пред самата премиера интересот е огромен за оваа новогодишна необична театарска представа, постои ли можност истата да продолжи да игра и по новата година за да има што повеќе дечиња можност да ја погледнат? На наше задоволство интересот за представата од страна на публиката е навистина голем. Начално при смислувањето и планирањето на овој проект беше предвидено да се изведува по повод божикните празници. Ќе направиме напори сето тоа да го сториме и да ги израдуваме сите дечиња и да можат да имаат едно место каде да појдат за време на зимскиот распуст и да се возат со возот на Дедо Мраз. Секако да не заборавам, билети за представата може да се резервираат на Дедо Мраз дојде со воз maјмунче@gmail.com и специјално за овој настан оспособивме билетара на железничка станица Скопје. Значи на билетарата на железничка станица Скопје сите гледачи можат, сите оние кои што сакат, може да си набават билет за представата.